Јас би им поверувал само на начин, само во случај кога на крајот од разговорот би се представиле и би рекле, видете, ова е снимен материјал, ова е сатира или комика и на таков на комедија, и на таков начин би докажале дека нивната намера е била честна. Знаете, ние гледаме на телевизија, постои скриена камера, постојат такви емисии, меѓутоа и таму се води сметка да им се каже на луѓето и се бара согласност. Не секој сака да биде исмеан јавно од страна на поширокиот аудиториум, независно дали е политичар или е непознат граѓанин на одредена држава. Заради тоа мислам дека не е точна изјавата на комичарите дека нивната намера била добра, напротив, мислам дека имаат зла намера, заради тоа што на крајот на денот и целиот разговор не го дале интегрално, туку го крателе, како што сум информирани, што може да се чуе од самата снимка. Дејствието е направено по пат на телефон, направен е разговор каде што постои за мене неспорно едно кривично дело, лажно представување. Прашање е исто така постојат и други недозволени дејанија кои што треба да се консултирате воопшто со стручњаци од областа на кривичното право, а и јавното обвинителство би требало да се позабави со овој случај, бидејќи сепак се работи за напад врз премиерот на Република Македонија, и тој треба да биде соодветно заштитен. Значи, зборувам за напад на премиерот, не зборувам за напад на личност на Зоран Заев или некој друг утре кога ќе биде на неговото место. Исто така неовластено се пуштени во јавност, бидејќи нашиот премиер не дал согласност тој разговор да биде публикуван во јавноста. Постои и тука можност да се интервенира, но за овие кривични дела можам да кажам дека нашиот закон предвидува и постапки по приватна тужба. Прашање е дали премиерот Зоран Заев ќе покрене ваква постапка, од причина што сепак треба да се цени и политичката ситуација во земјата, политичката одговорност и политичките околности воопшто во државата. Но, кога би бил на местото на највисоките државни органи во Република Македонија, би побарал мислење од врвни руски правници, дали спомнатите комичари го повредиле руското законодавство. Уверен сум дека ќе се најде основ по кој што тие би можеле да одговараат. Според моето познавање, овдека не се работи за сатира, не се работи за комика, овдека е повеќе од јасно дека се сака да се наруши угледот на премиерот на една суверена држава, па ако сакате и угледот на една држава како што е Република Македонија.